година дори 85% од младите матуранти да се запишат на универзитет, на факултет, да почнат да студираат, а оваа 2009 година, последната, значи тоа беше 2008, а во 2009, последната уписна година, рекордни 97,5% од македонските матуранти започнаа да студираат на универзитет. Минатата година, како што спомнав, започнавме многу инфраструктурни проекти во делот на автопатишта, односно на патишта регионални, што градење нови, што реконструкција. Оваа година веќе започнавме еден нов проект, или го започнуваме во овој период, на изградба на 200 километри локални патишта, тие се кратки, по 5-6 километри во просек, некои 7-8, на некои 2-3, значи 200 поединечни локални патишта и 200 километри регионални патишта. Покрај ова, започнуваме со реализација и на еден друг проект, а тоа е проект со кој што сакаме да привлечеме концесионер за изградба на неколку автопатишта во Република Македонија. За сега интересот е огромен, се надевам дека успешно ќе го завршиме тој процес. Автопатишта кои што ќе бидат една сериозна инвестиција во нашата држава и дополнително вложување во комуникацијските капацитети. Во план е, доколку успее концесијата, тоа ќе го знаеме до средината на оваа година, во план е изградба на пат Скопје, односно Миладиновци, Скопско, Свети Николе, Штип, Кочани, зборам сега за автопатски решенија, 3+3 ленти, понатаму Скопје, Блаце и коридорот 8, Крива Паланка, Куманово, потоа од Куманово до Гостивар имаме автопат, и Гостивар, Кичево, Струга, Охрид, албанска граница. Тоа е првата фаза од проектот, доколку ова се покаже за успешно и почне изведбата, ќе одиме на втора фаза во која што предвидуваме уште неколку делници како автопатски решенија. Министерот за финансии и министерот за транспорт ги започнаа прелиминарните подготовки за заокружување на финансиска конструкција за изградба на железницата кон Бугарија, или до изградба. Ја повеќе би рекол изградба, пошто тоа што почнава да се прави, оставено е на забор на времето и малку од него е употребливо сега. Во делот на енергетиката промовиравме неколку нови инвестиции. Денес имавме една нова инвестиција на диспечерски центар во Елем. Пред една недела имавме една нова комбинирана централа, исто така во Елем. И исто така отворивме јавен повик за концесионер на браните Чебрен и Галиште, кој што е во тек, кој што треба некаде кон средината на годината да добиеме концесионер. Инвестиција од околу 600 до 700 милиони евра во државата. А планираме и други инвестиции, како што се Луково поле, можеби некои хидроцентрали на Вардар, и инвестиции во реконструкција на ТЕЦ Битола, модернизација на ТЕЦ Битола и на другите термоелектрани и хидроелектрани во Република Македонија. Така што и во овој дел планираме доста инвестиции. Инвестициите продолжуваат и во делот на изградбата на социјални станови или станови за млади брачни парови, за ранливи категории на лица, за деца без родители. Тука имаме предвидено и ветено во нашата програма изградба на 2500 социјални станови и можам да кажам дека градбата се одвива со одлична динамика, дури и за време на најголемата криза не застанавме ниту ден. Дополнително од овие 2500 станови, кои што треба да завршат во целост до крајот на 2011, почеток на 2012, дополнително, значи нова, планирани се уште над 2000 станови преку кредит кој што го обезбедуваме преку Банката за развој при Советот на Европа, и градбата на овие дополнителни ќе започне во втората половина на следната година. Една од поважните работи во овој дел е исто така политиката во делот на демографијата, односно политиката со која што се нарекува
популистичка политика, со која што за прв пат една влада, прв пат во историјата на државата, почна да дава стимулации за семејствата кои што ќе имаат трето и четврто дете. Како што знаете, за трето дете се дава 50% од нето плата во Република Македонија на мајката која што ќе роди и исчува 3 деца, секој месец во првите 10 години од раѓањето на детето, а за четврто дете, за мајките кои што ќе родат и ичуват 4 деца, по доаѓањето на возраста нивна од 60 години кога треба да остварат право на пензија, доколку од разни причини не оствариле право на пензија, овозможен е од тогаш доживотен надоместок во вид на пензија во износ од 70% од нето плата. На крај само дозволете да кажем уште за надворешната политика. Во делот на надворешната политика се случи една работа која што беше наше ветување, која што беше ветување на сите преходни влади до сега, но ниту една од преходните влади не успеа да ја исполни. Една крупна работа воопшто, значи не само во делот на надворешната, туку една од најголемите и најкрупни работи, а тоа е визната либерализација. Ќе останам посветен на реализација на проектот на владата за поставување спомен обележја на истакнати историски личности, и това го правиме во изминатиот период, и веќе и конкретно реализираме поставување на постаменти на веќе 3 наши важни историски личности. Тоа се Гоце Делчев и Даме Груев, кои ќе бидат до камениот мост на реката Вардар, и почна изградба на постаментот за споменикот на Ченто, што е близина на кафулето Трент. Почна вчера изградбата и на фонтаната. Може би визуализацијата естетски не ги доловува сите овие спомен обележја, фонтана и фасади на новите градби на она високо ниво естетско кое стварно ќе го има од кога тие ќе бидат поставени, но верувајте дека сите тие се на вистина објекти со кои ние ќе се гордееме, а ќе се срамат сите оние кои во минатиот месец и деновиве жестоко го напаѓаат това. Началникот Тодоровиќ ја спомна, но не објасни нешто. А знам дека владата имаше мислење за отварање на изградба на 8-катни гаражи во центар. Да. Ме интересира нешто околу тој проект, дали ќе се остварува, нема да се остварува и кој дали ќе го реши? Кај Деко, кај штабот на ВМРО-ДПМН е тука. Втората е тој големиот паркинг, практично ќе биде катна гаража 29 метра. Приземјето ќе биде исто дуќани, а нагоре се ќе биде катна гаража и ќе биде собственост на градот Скопје. Втората е кај поштата, кај влезот на главната пошта. Собственик, односно инвеститор ќе биде ПУИК. Третата е кај МЕПСО, односно тука меѓу МЕПСО и Телеком, тој дел. Таа е помала, за околу 340 возила. ПУИК инвеститор. Имаме една кај Нова Македонија. Тој е инвеститор општина Центар. Кај Нова Македонија, кога се оди некај она за погребална опрема, како се викаше, Миренсон, во тој дел. Следната е на местото на поранешната дисконтна Тинекс Спорти Макпетов, на тоа место. Исто тука инвеститор градот. Кај Судска палата, односно кај судот, инвеститор е општина Центар. Холокаустот, кај што се гради, тука е една од објектите, кај што мислам едно од местата кај што ќе се гради, меѓу парламентот и МНР. Значи тој плат што е испод за поземна, подадена на инвеститор, треба во наредните месеци да почне да се гради. И има уште неколку за продажба, за најавен конкурс да се вклучат кој сака да се наддава и да купи плат за изградба на катна гараж.